Здраво на сите, јас сум Джейлан Велију, а вие гледате Д-програма. Станува збор за нова рубрика во видеоделот на Гласна идеја. Зошто така ја нарековме? Ке зборуваме денес со другарите Здравко и Александар. Здраво. Здраво. Пред да преидиме на причините зошто ја нарековме ова рубрика Д-програма, би сакала прво јас да дадам краток повед. Имено во последните 3 децении или 30 години, да кажеме, капитализмот на некој начин ја прогласи својата триумф, нели, над останатите идеологии, и на тој начин слободата ја представи како врвниот принцип. Сега од друга страна, ако малце подалеку отидеме од оние сваќања и малце реално се погледнеме, да кажам, од друг аспект, гледаме дека таа слобода на некој начин е само на некое абстрактно ниво и индивидуално се толкува од страна на луѓето како, нели, самите ја доживуваат. А од друга страна па исто така може да се забележи дека има насочување некое на општествените појави и на мислата кај човекот. И до некаде јасно е кој го прави тоа и зошто го прави, но ете сметаме дека има потреба за подробно да се дискутира на овие теми, затоа нели одлучивме ова рубрика се вика Д-програма. Па прво сега Митров, ете првото прашање тебе те го поставам. Обично, како да кажам, кружат некои идеи, сваќање дека човекот таков се раѓа. Дали ние, како се раѓаме ние, како програмирани, како кој не програмира потака, дали постои воопшто програмирање? Тоа се раѓаме, како се раѓаме, има опис, нели, ќе направат дете од различен пол као или не, и се раѓаме. Океј, дали сме програмирани? У старт, интересно е времето кое што го поставуваме ова прашање, мене ми е интересно дека денеска е модерно програмирање прво како работна позиција, програмирање и програмери, многу актуелна работа и многу актуелно artificial intelligence, вештачката интелигенција. И имаме баш добра прилика, мислам, ние како општество да видиме како и човекот е програмиран претходно. Че можам да се согласам дека и од раѓање ние еволуциски носиме одредени програми, одредени наши однесувања, ги носи човештвото што ги учело за да преживее, за да се прилагоди. Меѓутоа, многу повеќе се програмира човекот како да размислува или што да прифаќа под слобода, што да прифаќа под демократија, тоа општеството преку системна едукација денеска го прави. Да се вратам на ова, зашто имаме сега прилика да видиме што е програмирање, сега можеме да видиме како програмираат роботи да се однесуваат и што се бара од роботите, да бидат прецизни, исполнителни, да не прават грешки. И на некој начин, ако се вратиме капитализмот, па како го програмира човекот или што барава човекот, исто го програмира да биде супер работник, безпрекорен работник, за одредено време да биде максимално продуктивен, исполнителен, резултати да направи, а при тоа да се заборави дека тој постои како човек, дека има човеково искуство, сочувство и така натаму, на одржување на неговиот живот. Че викаш го програмира да биде работник само всушност. Па да, го програмира да биде алатка во создавањето на профит, значи во целиот систем на создавање профит. И ние можеме да видиме, значи, што бараме ние од тие денешни програми, компјутерски програми, што бараме да направиме, значи само да ни служат нас и во која насока ни служат. Од тој аспект можеме да се вратиме назад да видиме ние кога сме тргнале у школа, по какви сме биле претходно, дали имаме сеќавања, што не учеле таму, како да размислуваме, како да се бориме за нашите кариери, позицијата у општеството, така натаму. Значи програмирањето за човекот индивидуално почнува од семејството, од одредени вредности таму што ги среќава, како таму да преживува у таа заедница, да исполнува одредени очекувања од него, понатаму у школа, од општеството, така да се вработи, да предонесува. Тоа, сето тоа според мене е еден начин на програмирање. Како што има програмски јазици сега, така и првиот стандардизиран јазик многу повеќе го програмира човекот од што претходно кој имаш народен говорен јазик, кој што е пофлексибилен. Кога ќе ги ставаш што повеќе рамки и насоки како треба да действуваат луѓето, меѓусебните интеракции се попрограмирани, односно повештачки, поочовечени, според мојот поглед на нештата. Не знам дали ќе се согласиш со тоа или Здраве, што мисли на оваа тема. Да, речеме, многу важно прашање што сите треба да си го поставиме е дали сме слободни или сме програмирани.
И сега ти спомна доста важни елементи кои треба да ги разглобиме, бидејќи има процес на социализација. Секое дете, кога му течи почетокот од животот, е социализиран на училиште, од родителите, од заедницата и слично. Значи имаме социализација како феномен, кој имаме процесот на индоктринација, кога одредена идеологија се наметнува, суптилно, не мора да биде тоа пропаганда на сите тапани. Бидејќи пропагандата е најуспешна кога е тивка која е незабележлива. Значи и таа пропаганда која е тивка незабележлива, а која целиот систем ја создава, се вика индоктринација. Го имаме, ете, го кажавме феноменот на програмирање. Значи, дали е тоа различно од индоктринацијата и колку е различно? Имаме дури полоши термини од сето ова. Ја имаме дресурата. Дресура е кога некого ќе го издресирате да се однесува онака како што се однесува. И ја имате дисциплината, дисциплинирање. Го ставате некого во одредени рамки и тој така си тера без вие да мора да му висите над глава. И сега клучно прашање повторно ќе го поставам е особено во контекст кај што денес се промовира слободата како клучна карактеристика на денешниот систем, е дали ние сме програмирани или сме слободни. Така што тука треба да размислуваме кои се например колку ние сме роботи, колку ние сме марионети, дали ние имаме над себе конци со кои некој не влечи онака да играме онака како што тој сака, или па навистина ние сме слободни. Така што овие да речеме прашања јас би сакал да ги продискутираме колку денес и дали во крајна линија системот, капитализмот ги дефинира сите овие работи и повторно, дали тоа е дел од човековата природа, ние што се однесуваме вака. Дали исто вака се однесувале луѓето низ целата историја, или ова е карактеристика не само на последните 2 века, туку во последните децении нешто драстично се промени како во начинот како маса на луѓе се однесува. Понатака, пред 30 години, значи, пред да капитализмот ја освои својата победа, се кажуваше дека плурализам ќе се донесе, дека инклузија ќе се направи на идеи, различности овона, а денес сепак кога ќе видиш луѓето размислуваат во некои исти насоки, значи нема ни инклузија на мислата, мислам, има, ама во некои, не знам, тесни апстрактни форми. И сега моето дополнително прашање е како капитализмот успева сето, значи тој систем на создадени вредности да го представи како слобода, всушност, бидејќи тоа го прави. Да, многу важно е тоа прашање, бидејќи и ние во никој случај не смееме да им ја даваме на другата страна, на прокапиталистички теоретичари и практичари, приматот врз слободата. Бидејќи сега, например, капитализмот е систем на наемно робство. Значи, кога оди човек на работа, тој не прави што сака, туку што ќе му наредат. И тој во крајна линија може да го напушти тој капиталист, но мора после поради екзистенцијални причини да влези во наемно робовски однос со други. Го имаме и моментот на претворање во роботи. И сега во таква ситуација ние треба да се залагаме за слободата. Да видиме дека ја немаме слободата и да се стремиме да ја имаме, да ја сакаме слободата. Например, јас сметам дека има програмирање во капитализмот и тоа може да се забележи од тоа што кога Маргарет Тачер и доста доцна 1987 година кажа дека не постои општество, туку само постојат поединци и нивните семејства, ова во 87 година беше шок.
како тоа не постои општество, не постои заедница. Но денес, одеднаш сите сметаат така, одеднаш ние не го гледаме општеството. Општеството е навистина невидливо, но постои, ама може да има мноштво, збирштина на луѓе, каде што секој е изолиран атом со собствен интерес и ние случајно сме се погодиле на ова место, нема никакви општествени врски помеѓу нас, освен голиот интерес и купопродажбата. Значи, ова е визија на имплементирана визија на општеството као пазар. Значи, општеството ни стана пазар, каде што општествените односи станаја купопродажни, каде што секоја единка, индивидуалец, си го гледа личниот интерес и максимализацијата на сопствениот интерес е на штета на другите. И сега, кога масовно број на луѓе се однесуваат на ист начин, слободно, тогаш веќе можеме да зборуваме за програмирање во генетскиот код на денешниот човек. И овој момент, значи, сега во оваа емисија ќе го адресираме и понатаму во насока да се депрограмираме и да го депрограмираме општеството. Митров, ти што мислиш? Па, различни прашања од различни аспект влагаме да го гледаме. Од секојаш, од кога постои, според мене, држава, кога постои организирана хиерархиска држава, постои одредено програмирање. Мислам, тие што држат власта, програмираат со закони, така, програмираат како се однесува мнозинството од население, како да го оденочуваат, како да му взимаат дел од моќта, за да го владеат. И меѓутоа многу поизразено е од кога после, значи, постиндустријско индустриализацијата и капитализмот, таму е многу по нагласена програмирањето на секојдневниот живот на човекот, бидејќи почнува човекот да се наблюдува механицистички, као да станува веќе алатка у системот на производство, ама, како да кажам, кај што веќе он нема слобода, он веќе не бира, не е во контакт ни со земјата, исто тоа многу битно да го спомнеме, значи, претежно населението живеело у село, претходно било у контакт малце поише со природа, како се развива капитализмот, станува градско население, се оттуѓува прво од природата, после се оттуѓува од меѓучовечките односи, така тоа доаѓа и како потреба на самиот систем, кој што е дехуманизирачки, ние гледаме денеска резултатите, и кон природата и пред се за меѓучовечките односи. Меѓутоа, многу е битно дека денеска се созда со индоктринација или суптилно програмирање, луѓето размислуваат па тоа дека живеат најдобро што можат, дека живеат у најдоброто време од историјата на човечеството. И тоа тука сме главно програмирани денеска и индоктринирани, да речем. Денеска доста се збори за секој човек сам индивидуално да си ја најде слободата, да работи помалку, а да заработи повеќе, меѓутоа секогаш заработката е па многу битна. Ако немаш пари, па немаш мок, не можеш да живееш и така. Значи тука исто суптилно се прави друго програмирање. Мора да имаш пари за да живееш достоен човечки живот. Ако не, немаш мок, немаш врски, не можеш да идеш да вежбаш у тератана, не можеш на патување да идеш, исто што се на некој начин наметнати потреби и вредности. Добро, види, некои од тие потреби општеството ги наметнува. Пример, мора во денешното општество да преживееш, сепак да имаш плата некоја, нели, за со тоа да живееш. Така, ама ти се раѓаш у таква кутија, така те се создали, иначе не мора, ти дури можеш негде во природа и да си садиш нешто, мислам, постојат и такви опции на маргините од општеството тоа денеска. Меѓутоа главната, како што главната насока на општеството е да бидеме зависни од тие што ни даваат работа, односно од капиталисти денеска. И тоа е исто еуфемизам дека они ни даваат работа, а они уствари ги поседуваат сите средства земјата на која што живееме и они ни даваат работа и уствари ни даваат слобода. И денеска, не знам, кога и да направам ја муабет со луѓе било каде, ќе ми речат, не, они имаат пари, дека се способни и дека се паметни. И ти треба да, како да кажам, да ги цениш. Илузија. И ти ако работиш, ако си вреден, и ти ќе стигнеш на истата позиција на која што се они. Не постои друга пречка, небото е граница, нели? Така размислуваат луѓето денеска и тоа исто
е нешто што им го сервира секојдневието преку различни програми, филмови и така натаму. Да, да речеме, она што, ете, може би е важно да го спомниме и да тргнеме од таа позиција, културната димензија на системот. Значи, системот си има своја политичка димензија, своја економска димензија, културната димензија. Како луѓето се сметаат дека е легитимно да се однесуваат. И секој систем мора да има изграден соодветен не само политички и економски систем, туку димензија, туку и културна димензија. Ако потврли на таа димензија, тогаш тој систем ќе биде нелегитимен и луѓето ќе се стремат да го надминат, да отидат отаде од него. Значи, например, социјализмот, еден од главните проблеми зошто тој ја изгуби легитимноста е бидејќи луѓето имаа капиталистичка културна димензија. Значи, размислуваја на капиталистички начин. Денес капитализмот ја има цврстината бидејќи некој, значи, однесувањето што оди во негов прилог е легитимно однесување. Значи, стремежот да трупаме што повеќе пари, стремежот штом имам пари да биде легитимно како ги трошам парите, значи имам пари, трошам као сакам. Значи, штом некој има пари, се смета дека нема што нему да му се мешаш како ги троши парите. Или исто така да, мислам, нашето гледање, нашите наочари, каде што парите што ги има еден капиталист, ги гледаме низ гледна точка на неговата способност, ама тој не работел за тоа да го направи, други работеле и тој само го организирал производството кое завршило со негово трупање на пари. Така што тоа исто така е дел од капиталистичката култура или некултура. Некултура е, иако култура, во смисла во капитализмот и само во капитализмот е легитимирано однесувањето човек на човек му е волк. И така ги насочуваат луѓето себе си да се гледаат. И кога ќе ги научиш, истренираш, издресираш, програмираш луѓето да другиот човек, останатиот работник во фирмата, да го гледа како волк, конкуренција, закана, тогаш ја разбивате солидарност. Значи, солидарноста е некапиталистичка вредност. Заемната помош е некапиталистичка вредност. А капиталистичка вредност, дел од капиталистичката култура е секој за себе. Значи, и сега, степенот, мерката во која сето тоа е интернализирано во маса на луѓе, вклучително на експлоатираните од системот, покажува дека програмирањето од страна на капитализмот е доста ефикасно денес. Добро, е ефикасно затоа што пример има и еве со интернетот пример, порано беше со индустриализацијата, сега со интернетот се може да се продаде како многу корисно, многу добро, многу фенси, не знам, прогресивно и слично. И затоа мислам дека денес пропагандата особено се врши најмногу преку социјалните мрежи, преку тие. И сега бидејќи нема веќе мерило што е точно, што е добро, што треба, што не треба. И се е добро и се е слободно, да, се е дозволено, се шума. Да, ако не исто може, како пазарот. ќе отвориш YouTube и ќе научиш нешто, ќе прочиташ, површно ќе прочиташ и мислиш дека знаеш. Исто денеска имаме и таква заблуда дека се знаеме. А од една страна па можам да кажам дека и ние кога растевме, сега ние за себе можам да кажем дека кога растевме доста исто растев во еден период кога многу работи беа како откриени, како малце
Системот научеше дека, знаеш, имаме струја, имаме вода, патишта, се понатаму идене, дека веќе многу работи се откриени што ни се нас потребни. Нема потреба да размислуваме понатаму. Тоа исто малце не програмираше и не затапи, него ти требаше да се насочиме кон што повеќе уживање, да уживаме во живот, едноставно да не се запрашуваме дали системот функционира како што треба, дали сме ние исполнети внатре како човечки существа, дали постои среќа, солидарност или ни се другите закана, колку сме им љубоморни на учениците што имаат нешто повеќе или се поуспешни во некој спорт, било што со девојки, некои се поуспешни, некои се моќ. Значи, такви работи, ние се замаравме со површни работи, можам да кажам, една генерација на луѓе кои што раснеме, може и се уште е така. Многу малце од луѓето беа насочувани како да истражуваат, никој не беше популарно некој да стане научник, да сака да биде научник во тој период. Како све е откриено, све ова, патуваме месечината, имаме сонди во вселената, значи многу работи се лимитираат, као има кој да мисли за тебе, ти треба да бидеш као исполнителен во рамките на својата средина. Тука, значи, тоа го поставува и денеска општеството не ограничува, као ти имаш све, ти само треба да направиш пари и да ги трошиш. Ја ќе ти сервирам како ќе трошиш, отвори на Facebook, имаш што сакаш да купиш ова, сакаш да патуваш таму, сакаш и некое истражување да направиш, односно да размислуваш на некоја тема, пријави се на школа за креативно пишување. Ти нема сам да седнеш да бидеш креативен, него некој ќе ти каже што е и креативност денеска. Значи, затоа усвари ние највише стагнираме као луѓе, што и креативноста ни е извлечена као ние не знаеме ни што е креативно. Креативно е ти да составиш нешто сам со свој напор, труд, да составиш од претходно знаење, а не само некој ти сервира и ти го копираш. Тоа е само живееме значи у некоја имитација. Као баш како што е капитализмот создава производи, така и од луѓето прави као копии едни на други, си личиме едни на други. Порано се викаше од Диндиго ги вадат. Па некако отприлика живееме у такво Точно, и као од Индиго ни ги вадат луѓето. И тоа е важен елемент фактички дека има програмирање. Фактички, ако предпоставиме дека има програмирање, некој може да каже дека ворете сето тоа, да речеме дека капитализмот ни нуди многу работи. Али ајде да го видиме следниот момент. Фактички, ова во моментот што ни го нуди капитализмот е максимумот. Значи, ова е максимумот. Во Македонија во овој момент. Значи, никогаш не било полесно вработувањето. Никогаш во просек не биле повисоки платите. Никогаш полесно не било заминувањето во странство и работењето, црнчењето таму за повеќе пари. Никогаш полесно не можело да се посетат светски туристички атракции со релативно пристојни пари. И сега гледайте, ова е многу важни, ова е максимумот. Зошто е максимумот? Капитализмот може да значи голема сиромаштија, голема невработеност, борба за екзистенција. Значи и тоа може да значи, и тоа значеше капитализмот 20 години во Македонија и во многу земји денес тоа значи. Значи ова е максимумот. Од ова повисоко не може да има. Некој ќе речи, сите да имаме приватни авиони. Не функционира така капитализмот. Капитализмот има хиерархија. Вие не можете да го имате она што го има капиталистичката класа, која е малцинство. Значи, но за мнозинството може да го има, да ги има трошките. Да речеме, има причини зошто стигнато до овој максимум, но ова е максимум. И сега, ако е максимум, ние треба да бидеме презадоволни. Ама нешто во овој момент има и истражувања. Луѓето се далеку понесрекни и пофрустрирани од нивните животи отколку пред 50-60 години. И го има истражувањата. Скоро секој што го знам оди на психолог, на психијатри има потреба од тоа, Значи нешто тука не го функционира. Вториот елемент зашо нешто не е во ред со матрицата која ни ја наметнуваат, дури на максимум, дури која е најдобро, е моментот кај што ние имаме 1000 гаджети, апарати, кои треба да ни го олеснат животот, а денес животот на луѓето е најискомплициран
во историјата и најмалци имат време. И сега имате алатки кои треба да ви заштедат време, а вие апсолутно немате време. Па не може, бидејќи ти го крадат времето тие алатки, заради кој ги користи алатките за да му, не знам, да му сволесни животот, напротив, за да го трошиме времето. Зашто? Да го арчиме времето, буквално. да. Така што и ова треба да поттикни размислување дали овој систем е најдобриот од сите системи или најмалку лошите од другите системи и дали треба, ако не е, каква треба да биде алтернативата. Види, ова што кажуваше со капитализмот во Македонија, дека ова е врвот. Јас мислам дека луѓето уште се надеват дека Шведска ќе биде во Македонија, така што... Дури прати дел од илузијата, има розеви илузии во кои сакаме да веруваме. Например, нашата илузија за Шведска е илузија, бидејќи дури луѓето кај нас ја мислат Шведска дека е Шведска од 1990. Значи, Шведска денес во реалноста не е иста со нашата илузија за Шведска. Во Шведска во 90-тите имаше развиена социјална држава. Сега и таму, некако кај нас, ама и таму е разградена социјалната држава. Така што проблемот е следниот, и проблемот е и во таа димензија. Како тоа имаме ние работници кои од петни жили го бранат капитализмот. Значи, експлоатиран си, ти ја одземаат слободата во текот на 8 сати од денот, што е значителен период, и ти пак го браниш тој систем. Па затоа што нема друг концепт за животот освен тоа. Најверојатно, не знам. Па еве сега ние кога збориме го анализираме капитализмот или се фиксиравме на овие споредби Македонија и Шведска, малце од оној материјален аспект, имање пари за живот. Значи е многу покомплициран е животот, како што спомна Здраве. И сега многу почесто луѓе имаат потреба, значи одат на некои предавања за себе спознавање, се појавуваат лайф коучи, така на тому, јога, источни филозофии за освестување за живење овде и сега, проширување на свесноста, многу идат на психолог, психијатар, така на тому. Значи тоа покажува дека луѓето се свесни за одреден проблем. И сега, и кога одат кај аналитичар, психолог да го наречеме, се работи и таму се работи на депрограмирање. Дека луѓето имаат проблем со одредени своји програми кои што ги насочуваат да живеат несркно и неубаво. И главно ние имаме многу емотивни, несвесни програми, како реагираме бурно на одредени провокации во животот. Значи, постои одредена свесност дека ние имаме капацитет индивидуално да си го подобриме животот со свесно насочување на кои се наши закони, дека ние сами си ги правиме, нашите мисли се. И сега тоа исто добро е да се прошири како движење, да сватиме дека и општествено ние сме упатени да си ги подобруваме животот, дека индивидуално ја можам да се подобрам многу и можам да решам колку ќе ме вознемирува твоето присуство или системот самиот, ако јас сум имам вредности кои што се спротивни на општеството кое што живеем, можам да најдам механизми како да се справувам со тоа и да не ме тангира, да не ми смета толку. Меѓутоа, на крајот на кришата сум пак упатен како социјално битие да живеам заедно и не може сосема да се отргнам од тие колективни текови, па и ментални фрустрации и така натаму. И сега самиот систем ако не дозволува ја да се развивам, да бидам прво прифатен и вреднуван како човеково битие и сите мои вредности да бидат корисни за него, тука само ќе ме ограничи, не, ова ти е непотребно, зашто да се забаваш, зашто да пееш, зашто не знам да танцуеш, да играш, да градиш ова све не ти носи пари, нема ова зашто го правиш, ќе го правиш само ова што ти носи пари, што па ќе те вреднуваат другите како работодавачи, да, добро, придонесуваш, има резултат од твојата работа. Тогаш јас се оттуѓувам од себе како човек и станувам нешто што не сакам да бидам. И како оттуѓен не си среќен. Али од друга страна ќе ми речат, абе не биди глуп, биди практичен, па ова ти носи пари, па ти пак од твоето слободно време ќе можеш да бидеш се тоа и тоа, така натаму. Меѓутоа нема да имаш време. Нема да има време, меѓутоа и самото прифаќање на оној компромис дека треба да правиш нешто против кое што ти си, е најголем степен на заробување. Ја затоа да седам, ќе се осеќам може послободен. Вкалупување, те става во става дека ја мора да размислувам така и така, а јас сметам дека тоа прво е спротивно од мојот етички кодекс внатрешен што го имам.
И сега, јас за тоа сметам дека денеска човештвото, па од друга страна, има алатки и доста се свесни дека системов како што е, прво, дека ние сме програмирани, свесни се, бидејќи знаат дека имаат одредени своји програми што им прават неубаво да се сеќаат. Меѓутоа, недостасува она одговорност да се земе и да се увиди дека иако ние како индивидуи, како што рече Здраве, сме расцепкани и се осеќаме немокни, меѓутоа сме одговорни да побараме, може да се здружиме со други луѓе и да кажеме дека може да се менува тоа, дека кај нас е моќта и одговорноста да смениме одредени работи и нашето однесување, па тоа да се прелее на помалите колективи. Ама работата е колку може, пример, да се действува во рамките на капитализмот и дали ти само со индивидуално действување за промена во нели себе си за сам да се депрограмираш, дали тоа целосно можеш да го направиш во програмираното општество, бидејќи ние само зборуваме сега за индивидуалното програмирање, ама и општеството, значи начините на функционирањето на општеството се програмирани. Тоа е, например, тука доаѓаме на тема која често ја разговараме, индивидуалната и колективната акција, и јас се инсистирам секогаш дека тие се испреплетени. Да речеме, значи ние имаме контрола во работното време, но и во слободното време. И сега ние да се ослободиме од системот на наемно робство, тоа мора да падне капитализмот. Значи мора ние да имаме као човечки битија загарантирана екзистенција и слободно време кај што ние ќе го работиме она што сакаме. Значи ќе произведуваме, ама ќе произведуваме корисни и трајни работи. И ќе сакаме тоа да го правиме, бидејќи никој нема да ни виси над глава, нема да ни наметнува темпо, убитачно темпо произведи што повеќе за пократко време, туку ќе гледаме да уживаме. Но, значи за тој дел мора колективна акција и колективно делување. Но ние имаме контрола и во слободното време. Маса на луѓе се однесуваат на ист начин сега, денес, но различно од претходно. И сега, барем каде почнува еманципацијата? Кај во слободното време, бидејќи таму е најлесното да се интервенира. Значи, треба да се интервенира и во на работното место, да се организираме и да се избориме за повисоки работнички стандарди. Но, тоа бара поголем напор. Полесна е борбата во слободното време. И тука е истовремено индивидуална и колективна. Ако јас го во стекот на слободното време се однесувам не онака као сака системот, а системот сака моето слободно време да биде врзано со потрошувачка. Ако моето слободно време е поврзано со потрошувачка, тогаш се прави обрт на капиталот, тоест се продава производот и капиталистот завршува со профит. Значи, сака да трошиме, но она што цело време се покажува на терен е дека луѓето, купувањето им дава само краткорочно задоволување. И после пак се незадоволни дека немаат нешто друго. Ако јас решам да рекреирам, да читам книга, да помагам, да градинарам, значи нешто кое ќе ме исполнува како човек, а кое реално малку троши пари. И го заобиколува капитализмот, сакаш да кажеш. На некој начин. Мислам, например, тие се некапиталистички. Ето, например, имаме некапиталистички и антикапиталистички практики. Значи, нормално, некапиталистичката практика е од пониско ниво отколку антикапиталистичката практика. Например, ако јас градинарам, тогаш тоа дефинитивно не е нешто што капитализмот офанзивно ќе го нападни, ама ако градинарам, тогаш нема да висам во шопинг молови и да ме болат нозете од шетање низ продавници. И ќе се чувствувам поисполнето, да речеме. А антикапиталистички практики, меѓу другото е градење на заедници, борба со капиталот. Значи, јас сум ние самите да научиме поинаку да живееме, за да знаеме како ќе се живее во социјализмот. Секако, ама
пример, еве ова Митров што зборуваше за овие све помагање и таквите практики, во денешно време имам впечаток дека луѓето се поделени, оние што превземат колективна акција, превземат само колективна акција, оние пак што се насочени само на себе помош, себе помагање и слично, се занимаваат само во индивидуалниот дел и некако не постои баш ретки се примерите на луѓе што и двете работи ги прават. Па не би се сложил, мислам, тоа пак индивидуално, мислам, секоја индивидуална акција има потенцијал да биде и колективна, да се соберат луѓе околу тебе со слични вредности и така натаму, значи и секоја колективна акција е... Ама дали сите тоа го гледат така? Па, не, за мене ова ми дое интересно, прво, често го споминјаме како капитализмот сака вака, сака така, и се околу ова да уживаме ние у работа или да не уживаме, и се не е дека толку некако како свесно капиталистите или капитализмот као сам систем кој што се репродуцира влијае толку на нашите вредности, него тоа е логиката на самиот систем, например. Затоа ја го спомнав например на почеток програмирањето и создавање роботи, дека роботот е тој што извршува работата и за него е најбитно за кратко време да изврши работата, да биде ефикасно, да ги постигне резултати. Денеска исто ти ќе можеш да побараш нели од ChatGPT некој да ти напише книга, да ти напише он и за најкраток период. А ти сам ако седнеш да читаш, ако е нешто подолго, тоа треба време и тоа од аспект на капитализмот, трошење време, а кои ќе бидат резултатите. Дали е исплатливо тоа што си потрошил време? Ти седнуваш и читаш, ако утре полагаш испит или ако станеш нешто професор. Иначе ако си обичен, не знам, ако друга ти е работата, зашто ти би трошел толку време? Е сега дека забораваме и тоа е разликата уствари меѓу роботите и луѓето. Мислам дека капитализмот би сакал и ние да станеме роботи, ама за тоа сега ќе ги создава роботи. Разликата е што ние живееме и ние го вреднуваме живењето според искуство. Роботите и програмите никогаш нема да имаат искуство. Ние имаме непосредно искуство со тоа што го работиме. И ние нас не исполнува секојдневното искуство. На крајот на краиштата и тоа што например ја се заљубам у тебе. Така и сега одма спиеме заедно, за една минута се завршува тоа све роботски начин, а друго е ние се запознаваме, си приоѓаме различни аспекти, додека се запознаваме ни се отвара мозокот за нови искуства, за нова размена. Тоа денеска капитализмот го ограничува. Создава дека е непотребно или кога го има и кога ќе се развие како принцип, тоа што го прави продукт, го комодифицира. Ние сакаме на време играле луѓето фудбал, други доаѓале и гледаат и после тоа станува еден огромен бизнис денеска, а не којаш било супер рекреација, кај што другите доаѓале. Значи, ова е можеби најконцизно програмирањето во капитализмот. Значи, во текот на работното време, прифати го како неизбежно, како безалтернативно наемното робство. Не може да биде надминат системот кај што капиталистот те ангажира, а ти работиш за пари, без разлика која е работата, важно што повеќе да биде платено. Во слободното време троши, гледај да ти биде полесно, покомфорен животот. Но сега види од човечки аспект колку е сето то проблематично. Бидејќи она што често се покажува во реалноста дека она што е најлесно не е и најдобро. Значи, нас почнаа, особено во последните 30-40 години, да не прават, да не насочуваат да станеме легачи, да имаме разни алатки како ние нешто да не правиме. Не себе доволни би рекла, како да не можеш некој потреби свој... Нешто цело време ни фали, да речеме. Да не можеш сам да си ги направиш некој потреби. Например, повторно ете го парадоксот. Имаме најмногу алатки во историјата на човештвото, а пак нешто ни фали. Или, например, болестите од седечката култура. Сега, има болести и дури физички болести, здравието си го нарушуваме ако премногу седиме. Ама системот не прави да размислуваме дека ни фали уште една алатка која ќе не ослободи од
работењето, од мислењето. Абе, нонстоп сме ослободени од работењето, а уствари рмбаме као коњи. Уште и 8 сати, значи што викаш тоа треба се помириме со наемното робство. Еве, не можам да се помирам, дека 8 сати од мојот ден треба да ги продавам за да преживеам. Значи не можам да се помирам. Значи и многу важно е дали ние го гледаме тоа како наемно робство. Значи дали ние се гледаме себе си како наемни робови или како слободни луѓе. Па и тука е и програмирањето, значи кој како го гледа? Не, програмирањето од системот е баш во овој момент. Значи ти си успеал од гледна точка на системот наемни робови да не го гледаат своето робство, туку да ја гледаат илузијата на слободата која им ја дава потрошувачката. Значи, ти си слободен како потрошувач да купуваш се што ти е достапно на пазарот и да се однесуваш на пазарот као што сакаш. Има други има цел категории, систем на документи од човекови права, демократија, слободно договарање. Јас си потпишувам договор, ја си бирам да потпишувам договор да работам за тебе, тоа е моја слобода и така. Значи многу работи се тука, да кажам, со години на стотици години се тие така припремени да делува дека ние сме рамноправни пред закон. Како што кажа од самото појавување на државата, значи од тогаш почнува све да се баш на овие последни стовења, кога се развива ова у насоката на која што иде здраве, дека сме потрошувачи, големи имаме опции за потрошување, заради тоа си кјутиме 8 и се будиме, не се будиме 8 сата у денот или 10, некојаш има клизно работно време и sejedno луѓето исто имаат и потреба да се докажат као покорни. Исто е тоа многу, се уште останува од една страна збориме за слобода, а од друга страна останува покорноста како еден од најдобрите квалитети. Нема што да се бунтувам против тој што има пари или против газата кај мене, нема што да се бунтувам. Ако нешто ми смета. Размислуваат луѓето уште. Па да, покорноста се уште се цени, мислам све што е така некој групно колективно. Јас имам впечаток дека веќе луѓето не почитуваат ништо. Не почитуваат ништо човечко, као достоинство меѓу себе не почитуваат. Ама таму кај што имаат интерес, таму апсолутно нема. За интерес е тоа, не за ти. Па тоа е, значи кога ти продаваш друго нешто. Ги почитуваат претпоставките дека некој им ја дава нив моќта преку пари, преку позиција, некој им ја дава моќта и они треба да го слушаат изворот на моќта. Изворот на моќта може да биде нели политичка партија што те вработува, може да биде тој што ти дал работа. Најчесто е така. И сега, зашто има луѓе влагаат и се идентификуваат со фирмата кај што работат. Да. И со лога, со било што. Одма стануваш ти денеска ќе се вработиш негде, одма стануваш на некој начин промотер. Правиш Инстаграм сторија со работата кај што работиш, многу често тоа го прават луѓе. Да. И исто така продажбата денеска се уште една од најплатените работи. Идеш и убедуваш луѓе дека треба да имаат некој производ. Он создава као од ништо нешто, приказни, пак се занимаваат со пропаганда. И луѓето го прифаќаат тоа и се осеќаат моќни, дека не инвестирале превише у себе, само ја развиле вештината на, да кажеме, лажење. Прават приказно, ова купите го, и он само тоа што ги убеди да го купат, него ни произвел, не ни знае што има у него, само убедува дека ти треба да го купиш. Трговец, и тоа него му дава моќ. Преку пари, нели, денеска се има важна индоктринација на работничка класа, кај што работниците ги интересира од целиот корпус на работното место само повисоката плата. Значи, и тоа се гледа дека е улогата на капитализмот. Бидејќи тие не ја гледаат во крајна линија експлоатацијата ако е добро платена. Дури можат да се убиваат од работа ако тој им носи повеќе пари. Значи, главниот фокус на многу работници стана да се стекне што повеќе пари, за после тие пари многу лесно да се потрошат, да се фрлат во ефтина непродуктивна потрошувачка, која нема да ги исполнува, туку само го репродуцира системот. Најсилниот, најсуровиот аргумент. И многу важно, извини, значи да лоцираме на цело ова зборување на слободата. Не ги градат луѓето да бидат слободолюбиви. Например, го сека, со либералите, зошто кога сте толку фокусирани на слободата, зошто не се залагаат за слобода од експлоатација?
Значи, помалку работни сати. Реално не е она што ја сакаат слободата, значи не се слободолюбиви, не ги дресираат луѓето да бидат слободолюбиви, ги туку ги дресираат да бидат моќолюбиви, да ја сакаат моќта, да ја ценат, да го ценат оној човек што има моќ и тие да сакат да стекнат моќ. Сега од ова дека сме луѓе и дека и животните имаат одреден страв за преживување и ние имаме некој исконски страв за преживување, на што ја базираат, например, програмата, како доаѓаат до тоа да не програмираат, колку се базира на нашите стравови, дека денеска најсилниот аргумент е секогаш дека минатите општества претходно биле потешки, сега најдобро живееме, најдобро што може е ова, кога се прави илузија дека живееме најдобро што може. Прво технолошки дека сме напреднале многу, дека имаме многу мотив и се создава исто одреден страв дека не знаеме подобро понатаму. Се враќа на тоа дека сме закана еден на друг, дека имаме нешто лошо, волче у нас едни кон други. И главно се уште јако денеска човек нема потреба да се плаши за својата екзистенција од никаков аспект, кога има изобилство од храна околу било кој маркет да одиш, има дури и пари тука, меѓутоа се уште постои одреден страв за преживување кај луѓето. Ја го детектирам дека постои како некој дека треба да исполни задачи за да биде вреден неговиот живот, за да биде достоен во рамките на заедницата. Ама потребите се зголемени, во смисла ти викаш храна, сега во како нели потребите растат, се наметнуваат и самите потреби и се ти за да ги задоволуваш повеќето наметнати потреби, ти требаат повеќе пари и не се сведува само на храната, киријата, сметките. Да, ама која е заканата по твоето постоење? Да, ако идеш против системот. Две важни поенти, значи не држат под контрола со тоа што секогаш се плашиме ако престанеме да работиме во наемно робство, дека ќе имаме екзистенцијални проблеми, нема можеме да купиме храна. Значи и тоа нашите општества се богати во принцип. Ние не сваќаме дека се богати нашите општества, бидејќи богатството е концентрирано во мал број раце и ние го немаме и не го гледаме, прв момент, а вториот момент е бидејќи не програмираја да не го знаеме зборот, што значи зборот доволно. Да сакаме да имаме што повеќе. Доволно да не знаеме кај е границата, мерата, да речеме. И таа е важна дискусија, али као сека исто така важно е кога се зборува за зголемени потреби, да се направи разликата која направи Маркс помеѓу вистински и лажни потреби. И сега ова е тешко да се дефинира што е вистинска, што е лажна потреба. Со текот на времето, некои работи од луксузи станаја потреби, да речеме. Но, често, да речеме, она што го прави капитализмот е нас ни нуди стоки кои се лесно расипливи и се еднократни. И сега, во крајна линија ти можеш да го имаш нештото, ама зошто биде произведено лесно расипливо и еднократно. Значи, ќе го имаш ти истата работа, не ќе го немаш, ќе го имаш. Само капитализмот има проблем со трајните производи. Бидејќи ако произведува трајни производи, нема да врти пазарот. Точно. Значи, и целиот механизам ќе го објасниме за нашите гледачи. Значи, кога се случува купување, фактички капиталистот го завршува процесот што завршува со негов профит и може да произведува нова работа која преку купувачката ќе резултира со нов профит за него. Ако ти еднаш го купиш нештото и си задоволен, трајно е добро тоа, тогаш само еднаш тој ќе оствари профит и после нема потреба да организира производство. Ама не може така да функционира капитализмот, бидејќи мора да не може така да функционира. Точно. И сега, значи, ние можеме да ги имаме работите. Иако има, многу важно е, лажни потреби. Им создаваат на луѓето лажни потреби. Но, значи, за работата е да имаме, ние можеме како општество да работиме далеку помалку време. Например, зголемена е енормно продуктивноста последните 100 години,
А работното време не само што не е скратено, туку е продолжено. Значи ние работиме сега исто како кога луѓето се избориле пред 138 години за 8 сати, ние работиме уште толку. А при тоа експлодира продуктивноста на трудот. Значи за единица време денес се произведува далеку повеќе отколку пред 130 години. И плюс да не заборавиме ете во оваа насока, нели се плюс се зголеми работното време за одредени сектори во Македонија. Точно, точно. Да. Значи И тоа луѓето, еве со работниците што се програмирани, што зборувавме, дел од луѓето, од работниците, потенцијалните работници, тоа не го гледаја како погрешно, во смисла дека ќе имат повисоки плати, дневници. Зошто ние не се бориме за пократко работно време, значи за зголемување на нашата слобода, туку се бориме, ако треба да работиме и дополнително, само да имаме повеќе пари. Затоа што и воспитувањето, дури од дома, роднини, ово на пријатели, нели, викат, како што рече ти преска, као сега сте млади, работете, као да си направиш ти капиталче, за после да малку се да уживаш. И цел живот Тоа уживање се одложува до недогред. да, до пензија, која доживееш пензијата после. Има еден друг аспект тука исто што е битен за оваа високо професионализација, технологизација. Значи, работата е што денеска човекот зашо се осеќа и како од една страна уплашен и недоволен, дека он работи само нешто за пари и не знае ништо друго да си направи, ни по дома, знаеш, дури луѓе денеска забораваат и да готват, се нарачуваат, значи. Некој да се подрасипе дома, нешто е зависено од некој друг. Значи цело време он зависен од другите или од аспект на услуги, као И тоа мора со пари да го плати. На купопродажба, да. Нема кој да му помогне да му заврши таа работа. Прво он се осеќа немоќен кога не знае многу работи да ги прави. Али знае една, што таа му да и се фаќа као слеп за стап за таа работа. Тоа има да го понуди уствари за да преживее. Ма така не го не вкалапува, така не учат дека битно е ти една работа што ќе и таа ќе даде пари, после преку тие пари ти ќе можеш да си други работи да си ги овозможиш, па пелени за децата, па породилно да платиш волку, значи све, дури и бракот го гледаш така, ако ти можеш да си го овозможиш, ќе имаш или љубовна врска, ако не, исто притисок, па дали имаш, па дали. Значи тука е таа немоќна стравот зашто дека не е само како што се збори од аспект на системот колку не прави нечовечни, односно што е само трансакција, него колку сме и ние немоќни кога не пробуваме работи. Професионализацијата сама по себе. Сама професионализација тоа е добра за одредени аспекти, ама не можеш да бидеш само тоа ќе бидеш робот, тоа ќе бидеш алатка. Мора да има повеќе аспекти од човекот. Секојаш има интереси кога расте уште како дете, пробува различни игри, различни работи, да размислува на различни полиња. Не може само да остане и да престане да размислува цел живот, само една работа да врши добро. Ги осакатува системот луѓето, ги осакатува. Значи способни се само за едно, за се друго се неспособни, значи се осакатени за тоа. И тука можеш да играш со тој страв дека системот те прави неспособен и од друга страна ти вика ти си неспособен, као ти само ова можеш да го правиш. Како стареат повеќе луѓе се плашат од преквалификација и така натаму. Иако се е малце тоа многу поотворено да има преквалификација све, ама се насочува само таму кај што има пари. Брз курс за ова, за програмирање, таму да правиш пари. Не размислуваш ти веќе што можеш од себе да направиш како човек, како заедница и така натаму. Па затоа не може поинаку да биде ако основната вредност е профитот на системот во кој што живееме. И сега и ние ако очекуваме дека луѓето ќе се борат за нешто друго, па тогаш и ние сме во илузија уствари. Добро, да речеме, например, ја имаш следната противречност. Значи, има луѓе и тука е можеби надежта. Има луѓе кои сметаат дека ќе ти кажат не е се во парите. Точно, ама многу. Али капитализмот вика се е во парите. И сега не е се во парите, например, зашто да не создадеме систем да сакаме да создадеме систем прво, кај што нема се да биде во парите, кај што ние ќе бидеме богати као луѓе, кај што ќе имаме убав живот, а не трчање постојано за пари и за различни работи. Ти исто така не можеш па да се бориш против капитализмот, а патем се ова да го правиш, да живееш во прангите на капитализмот во своето слободно време. Да речеме, важно е за да го даде импулсот да се почне со тоа, бидејќи, например, ќе сватиш дека например, потрошувачката и затоа лесно ја продаваат, е активност без голем напор или пасивната забава, вртење на телевизорот, каналите, да речеме. Скролање. Не трошат, да, скролање.
не троши голема енергија, значи ако ти си отепан уморен од работа, ти немаш енергија да го правиш тоа. Ако сватиш дека тоа не вреди и дека сакаш да го правиш другото, да спортуваш, може и јас да сакам да играм кошарка ненормално, ама да немам енергија бидејќи ми е стицана на работата. И сега да сакаш да го правиш тоа. И кога ќе сакаш, ќе сватиш дека системот ти ја одзема Зошто време. не можеш? Мислиш И тогаш, така да, тогаш ќе сватиш дека зошто не можеш и дека системски се ограничувањата. И тогаш ќе сакаш да се намали работното време, да работиме не 7 сати, 4 сати максимум. И тогаш ќе се добие тие 4 сати и замислете, ете, секој нека си замисли, секој ден да има плюс 4 сати. И тогаш одеднаш се намалува и уморот и се зголемуваат можностите за покреативно. Да, сега за Значи, тоа... кога се мери работното време и тоа исто почиње програмирање од тогаш, кога со садници мора толку сада да дојдеш и толку Да, се програмира животот. Така да потребно е секако Да депрограмирање враќаш после сати. за да состои простор за нешто ново. Иначе луѓето денеска не оставаат простор за имагинација за нешто ново. Некако доста се ограничени. Ма се ти е светот е извакано. ваков како што е и нема што да се менја. Например, ете, повторно, капитализмот со своите алатки што треба да ни го олеснат животот. Ние, мислам, во феудализмот, тоа кај Пол Лафар го прочитав, имале 3 месеци слободни, поради верски и разни други празници. 3 месеци слободни. И сега, фактички капитализмот го ограничи слободното време. И тоа, мислам, меѓу другото, кога се работеше по 10 сати, а патем и сега де факто е 10 сати, бидејќи ако го Да, одењето, тоа никој не го рачуна. а треба да се рачуна, тогаш ние не е во однос на социјализмот колку треба да работиме и колку можеме да работиме. Во споредба капитализам, феудализам, капитализмот не тера да рмбаме повеќе, ни троши време од нашите животи. Шокери е ние се да разговараме околу долго за слободно време. Добивме ли нешто? Па може би, веќе Нешто. поттикнеме други луѓе, па после преку колективна акција, Да, може би. ете. Па да. Меѓу другото, ете, депрограма не е само една емисија, туку се ќе биде депрограмирање и со надеж дека ќе успееме да влијаеме на то депрограмирање и убедувањето дека може да се живее и поинаку и подобро од капитализмот. Поубаво, побогато, поисполнето, реков. Да, Поисполнето, послободно. послободно.